Со надеж дека ќе ја види Македонија во НАТО, командантот на НАТО штабот во Скопје, словенецот Девид Хумар, се замина од Македонија, а на негово место доаѓа полковникот Јордан Јорданов од Бугарија. Примарната задача на мојата мисија беше поврзана со одбранбените реформи. Тие ќе мора да продолжат со исто темпо, неопходно за одржување на заложбата на земјата да стане членка на Алијансата, изјави Хумар на заедничка пресконференција со македонскиот министер за одбрана Зоран Коњановски. The NATO team in the country will also be used. НАТО штабот е трансформиран и првенствено ќе работи на советување на вашите власти во врска со одбранбените реформи. НАТО тимот во земјата исто така ќе служи како олесновач и како отворена врата за комуникација со структурите на НАТО. Уште еднаш би сакал да нагласам дека НАТО го продолжува своето присуство во земјата. Министерот за одбрана Зоран Коњановски рече дека со намалувањето на мисијата на НАТО се потврдува успешноста на реформите. Давид, сакам да ви ветам дека соработката воопшто нема да го намали темпото и после вашето заминување од Скопје. Сигурен сум дека со полковникот Јордан Јорданов ќе имаме одлична соработка и ве очекувам во текот на ова година, можеби на вашата нова позиција и функција која ќе видите во армијата на Република Словенија, повторно да дојдете во Република Македонија. Благодарам за изминатава година, затоа што имавме одлична соработка, но жалам што не ни се исполни една заедничка желба. Од првиот момент кога дојдовте, кажавте дека желба ќе биде додека сум јас прв човек на НАТО советодавниот тим во Република Македонија, Република Македонија да стане полноправна членка на НАТО. Некои работи не зависат од самите нас, вие добро знаете, и покрај успешно завршените реформи останавме надвор од НАТО заради противењето на една земја членка на НАТО. Но сигурен сум дека ќе се вложат сите напори во иднина и ова неправда да биде отстранета. Ве уверувам дека јас и советодавниот тим на НАТО ќе продолжиме со поддршката кон сите аспекти на одбранбените реформи, со сето наше искуство и знаење и со голема посветеност, со цел да помогнеме во процесот на реализација на целите на вашата земја да стане членка на НАТО, стои во соопштението на полковникот Јордан Јорданов.